Скопјани секојдневно се гушат. Главниот град никако да излезе од црвената алармантна зона. Високо котира на листите за најзагадени градови во светот. Загадувањето во Скопје многу често во зима е неколку пати над дозволеното. Според статистиките, годишно околу 4 до 5 илјади луѓе го губат животот како последица од лошиот воздух, што е околу 18% од вкупната смртност во државата. Додека 1 од 9 починати деца го губи животот поради аерозагадувањето, што не прави рекордер на уште една црна листа во Европа по смртност. Граѓаните ги чувствуваат последиците по здравјето, особено по возрастните и хронично болните. Свесни за ситуацијата, поголемиот дел не излегуваат од домовите, доколку имаат неодложни потреби. Утро во Скопје беше покриено со магла, повторно е меѓу најзагадените градови во Европа и светот. Дали ви пречи вас како граѓани таа состојба? Како не пречи нормално. Затнати носеви, кашлање, кивање и не искачам до 12. Око 12 мислам дека веќе сега е подобро. Многу ми пречи. Како не пречи, баш на старите многу пречи душо. Екоактивистите организираа протестен марш и до владата и град Скопје доставија план со пакет мерки. Од владата добиле одговор дека ќе имаат брза реакција и очекуваат подобрување на состојбата. Програмата како што ја даде владата, која што е сега релативно нова, е добра, но сметаме дека треба да се специфицира точно која институција до кој рок треба да направи и што треба да направи. Многу ми е драго дека покажуваат еден чекор плюс, нели, за тоа да почне да се решава. Резултати не очекувам да има набрзо, но мерки секако мора да почне и тоа многу брзо, што следната година мора да се започне со многу мерки. Црвениот аларм не е вклучен само во Скопје и жителите на Струмица, Кавадарци, Велес, Битола и Тетово дишат отровен воздух.